vežba koja udira vo glavat. Olda Crooks bila depresivna, su prekomerna težina, bolna i postojno umorna. V niziните 60 години, страдајќи од загубата на низиниот сопруг, лошото здравје потикнало низината депресија. Родена во 1896 година, израсната во канадска фарма, низината исхрана била богата со месо, млеко, павлака, путер, јајца и сладки. Пошла да оди за да се олесни тагата и во тој процес поставила некои нови рекорди. Кога имала 16 години, таа достигнала тежина од 75 килограми. Во своите 20 години станала диететичар, вегетаријанец и се омажила за лекар. Подобрата исхрана помогнала, но таа работела долги часови во затворен простор и не вежбала многу. Во 1950 година, кога имала 60 години, го изгубила сопругот. Таа вовела редовно одење за да се справи со притисокот на депресијата. Секојдневното вежбање го подобрила низиното здравје, но и расположението. На 63 години почнала редовно да вежба. Помеѓу 65 и 91 година Олда Крук 23 пати се искачила на планината Витни, висока 14.505 стапки. Освоила 8 светски атлетски рекорди за жени постари од 80 години и се искачила на 86 различни врвови во Јужна Калифорнија. За сите тие биле високи над 5000 стапки. Љубезно позната како Баба Витни, Крукс Питер во близина на планината Витни го добила името по неа. Таа се искачила на планината Витни 23 пати. Таа ја пешачила и патеката Џон Муир во Калифорнија долга 340 километри. Таа се искачила на 86 врвови во Јужна Калифорнија. Таа поставила 8 светски рекорди за сениори над 80 години. Олда го опишала својот типичен ден кога имала 80 години. Рано за спиење и рано за станување. Одење на трчење околу 5 часот и 30 минути и повторно назад, секако наутро. Трчање по 1,5 километри, брзо одење. Ми треба 12 минути за да го направам тоа. Малку вежбање за горниот дел од телото, работа во двор, одење до пазар и работа. На 91 годишна возраст таа станала најстарата жена што се искачала на планината Фуџи во Јапонија. Таа пешачела целата патека Џон Муир во високите Сиера, долга преку 300 километри. Таа починала на 101 годишна возраст, без депресија. Здравата исхрана, вежбањето, довербата во Бога и позитивната состојба на умот е добитна комуникација. Таа напишала: имам изобилство свеж зеленчук и овошје, како и варено. Неопходна е добра исхрана, доволно вежбање. Вежбањето е апсолутно неопходно за одржување на добра циркулација. Ако не вежбаме, циркулацијата се забавува и тоа влие на целото тело. Потребна ви е и добра исхрана и доволно движење. Движењето е од суштинско значење за одржување на добра циркулација на крвта. Таа открила дека престојат во природа и ги смирува емоциите. Таа нарекла природата Божја сликовница. Олда го развила тој ментален став кој многу луѓе го немаат во својот живот. Но таа се прашува што ако понекогаш не е било довежбање. Олда одговорила: обично јас сепак би го тоа направила. Ако мозокот е на врвот, треба да му каже на остатокот на телото што да прави, јас така работам. Почитувани, примерот на Олда Крукс докажува дека менталното, физичкото и духовното здравје може да се постигне на која била возраст. Тоа му покажува на светот дека менталното, физичкото и духовното здравје може да се постигне било која возраст си во својот живот. Движењето на Олда било повеќе од само планинарење. Тој помогна да се ослободи од лошите навики и депресијата во позитивен и збалансиран начин на живот. Затоа можеш и ти. Дали треба да се искачувате на планини за да ги добиете придобивките од вежбањето? Всушност, дневниот режим на умерено вежбање има силен ефект врз умот
како и врз телото. Кога ќе се чувствувате подобро, ќе размислувате подобро. Вежбањето го негува физичкото здравје со намалување на ризикот и прогресија на срцеви заболувања, мозочен удар, дијабетис и рак. Дали сте во ситуација кога движењето е невозможно поради болест или парализа? И покрај тоа, многу од Божите благослови се уште ви се достапни. Еден ден, наскоро, сакатите ќе скокаат како елен, а јазикот на немиот ќе пее, вели пророк Исаија. И никој од жителите нема да рече болен сум. Во меѓувреме, движете се колку што можете повеќе и правите што можете. Развијте реален план за вашиот потек, доколку е потребно со помош на некој кој може да ви даде добар совет. Бог му дал на човекот, почитувани пријатели, Бог му дал на човекот способност да се движи и да вежба како заштита од многу психички и физички заболувања. Движењето носи силни позитивни промени во вашето физичко и ментално здравје, а секако влие и на вашето расположение. Умерено и редовно вежбање го подобрува расположението, енергијата, менталната состојба, креативноста и самодовербата кај сите возрастни групи. Исто така, вежбањето го намалува вашиот стрес. Една вежба може да биде вредна краткорочна терапија за намалување на напнатоста, депресијата, лутината и конфузијата. 10-минутно брзо одење ќе даде 1 час зголемена енергија и намалена напнатост, додека грицкањето нешто со шекер ќе резултира со замор и напнатост. Вежбањето, почитувани со умерен интензитет, е покорисно од вежбањето со висок интензитет за намалување на анксиозноста. Редовното вежбање ја зголемува способноста да се справи со стресот, со намалување на хормоните на стресот. Подобрување на расположението. Како да го постигнеме? Учениците кои вежбаат покажуваат повисоки, односно пониски нивоа на загриженост, срамежливост, осаменост и безнадежност од нивните помалку активни врсници. Умерено, редовно вежбање со подобрување се подобрува расположението, енергијата се враќа, психолошката благосостојба, креативноста и самодовербата кај сите возрастни групи. Редовното вежбање може да ги намали симптомите на депресија, па дури да ја облажи клиничката депресија. Ја зголемува моќта на мозокот. Вежбањето го стимулира невронскиот раст и протокот на крв во мозокот и ја зголемува достапноста и ефикасноста на невротрансмитерите. Аеробното вежбање исто така ја подобрува менталната кондиција, особено способноста за планирање, извршување и филтрирање на информации што го одликуваат вниманието. Физичката активност го промовира учењето и меморијата. Децата кои вежбат учат подобро. Брзото одење 45 минути 3 пати неделно може да ги подобри менталните способности и процеси кои вообичаено паѓаат со возраста. Која е најдобрата форма на вежбање? Дефинитивно најдобро е одење. Најдете некој со кој уживате да се движите. Имајте план за патување во сите сезони. Уживајте за брзи прошетки, пешачење, џугирање, возење велосипед, пливање, голф, скијање или веслање. Вежбање во теретана, фудбал или кошарка, работете во градина, физичка работа. Чувајте ја вашата торба за вежбање подготвена и во автомобил за да ве подсети дека одите во теретана како дел од вашиот работен или училишен ден. Работете со вашиот давател на здравствена заштита или едукатор за да усвоите план што ќе работи за вас. Почитувани пријатели, од самиот почеток Бог ни дал движење за да избегнеме непотребни страдања и болести кои се резултат на неактивен живот. Бог го поврзал вежбањето со начинот на живот
и исхраната. Движењето создава позитивни промени во физичката, менталната и емоционалната состојба. Колку треба да бидеме благодарни за менталните, физичките благослови на движењето. Движењето ги доведува емоциите во една рамнотежа. Затоа, кога ќе се чувствувате нерасположени, станете и почнете да се движите. Бог благослова човекот со вежбање како против отров за многу ментални физички заболувања, а тој ќе ви помогне да ги подобрите и двете кои ќе станете и ќе се движите. Библијата кажува: блажени се оние што ги пазат моите патишта, зашто преку мене ќе се умножат вашите денови и ќе ви се додадат години на живот. Се гледаме, почитувани гледачи, во наредната емисија.